Отпадоци долж цела улица, остатоци од коски од животни, смет пред приватни гаражи на граѓани. Ваква е сликата во населбата во близина на градскиот пазар во Тетово, покрај пензионерскиот дом. Контејнерите речиси секогаш се преполни, а жителите велат дека не се издржува и непријатната миризба. Свеста за комуналната хигиена изгледа дека воопшто ја нема, ниту кај граѓаните, ниту кај надлежните, вели Елена Мишковска, која е жител на една од стамбените згради во околината. Некој ќе рече дека ова не е единствена гледка. Нас поваѓам од тука, бидејќи тука живеам и секој дневно чекорам. И не знам што се треба да пречекорам за да влезам во дворот пред зградата. Кажете ли ми дали се доволно да ги задоволат потребите за отстранување на ѓубрето од домаќинствата на сите овие околни згради? Затоа што тука не се фрла ѓубре само од 2 или 3 згради, туку се фрла ѓубре од сите околни згради и од продавниците кои што тука се наоѓаат. Смет фрлаат и трговците, чии продавници се наоѓаат во близина. Нивните коски што ги фрлаат од сувомеснатите производи, од свежото месо и сите отпадни работи во нивните продавници, кучињата ги разнесуваат, затоа што тоа не е складирано како што треба да е складирано и да се отстапи во самите контејнери, туку се фрла околу контејнерите. Освен отпадоци, улицата е блокирана и од голем број на паркирани возила. Се работи за доста фреквентна, но тесна уличка која води до градскиот пазар во Тетово. Од општината информира дека редовно се врши празнење на контејнерите. Оттаму апелираат и на поголема јавна свест кај граѓаните со цел почиста средина за сите жители.